Понатаму бараме да не оставиме за некогаш некој во Државниот завод за статистика да ги дефинира прашањата, бараме да имаме колку што е можно појасна дефиниција кои прашања ќе стојат во пописницата, кои се тие податоци кои што треба да стојат. Значи, еден пакет од тие прашања се логични и јасни од аспект на стандардите на Евростат, кои што секаде се применуваат, но сето она што би било плюс, а што има значење за секојдневното функционирање на државата и за секојдневното остварување на граѓанските права на државата, сметаме дека треба да се има увид каква ќе биде таа пописница и кои податоци ќе се бараат во оваа фаза од разговорите и во оваа фаза од донесување на законот. Она што е предложено во законот е методологијата, бирото за спроведување на попис и така натака, да ги донесува, односно да ги бира директорот на Државниот завод за статистика. Ние не можеме да дадеме гарантирана доверба на не од стручен аспект, туку од аспект дека е сепак политички назначено лице од страна на политички орган влада на Република Македонија и бараме во овие процедури за утврдување на методологија, за утврдување на пописница и така натака да се вклучи и Советот за статистика на Република Македонија, кој што е формиран и континуирано функционира, во него членуваат припадници на ЗЕЛС, припадници на трите стопански комори, припадници предложени лица од Министерство на финансии, од Народна банка, од Собрание на Република Македонија и така натака. И во тоа тело кое што не се формира ад хок, туку функционира континуирано, можеме да имаме некој степен на поголема доверба, заради тоа што таму лицата се навистина стручни и си ја водат таа работа. Ние како Собрание пред 2 месеци го оформивме во комплетен состав тоа тело. Значи, методологиите и бирото кое што ќе го води пописот треба да бидат формирани или од ново формирано колективно тело за она што ви зборував на почетокот, или во најмала рака од Советот за статистика на Република Македонија. Исто така во законот не се дефинирани базите на податоци, кои што ќе се користат во пред, за време или на завршување на сумирање на податоците. Законот ги препознава како термин носители на збирки на податоци, всушност се однесува на базите на податоци. Ние бараме јасно да се дефинираат сите извори на бази на податоци. Ќе го користам терминот кој што за вас ќе е полесен и за граѓаните пред се ќе е полесен. И бараме базите на податоци од Министерството за внатрешни работи во делот на државјанството на Република Македонија или во делот на кои луѓе се внатре, кои се надвор од државата. Податоците, односно базите од Фондот за здравствено осигурување, во смисла на осигуреници здравствени, од Агенцијата за вработување, од Централниот регистар, од Фондот за пензиско осигурување, од Управата за јавни приходи, од Министерството за транспорт, од Министерството за труд и социјална политика, се извинувам, од Народната банка, од Централниот депозитар, од образовниот систем, да бидат дефинирани и да се знае која од тие бази во која фаза од постапката ќе биде користен. Дали ќе биде во припремата на податоците, дали ќе биде во споредување на податоците или ќе биде во фаза на проверка на податоците. Реално, врз база на искуството кој што го имаме претходно, базите на податоци во Република Македонија според нашите сознанија можат и во овој момент да дадат прилично точен одговор на многу од прашањата кои што ќе се постават за време на пописот. Оставањето на флуидна и недефинирана форма на бази на оваа тема во законот за попис, исто така, за жал морам да истакнам дека кај нас отвара простор за недоверба во намерата политички да се искористи овој попис. Сите барања, па и ова, се во таа насока да изградиме доверба. Немаме намера да нема попис, напротив, мислиме дека навистина долго Република Македонија немала попис, без разлика на вина и одговорност и така натака. Факт е дека треба да има попис, но тој попис не треба да има за цел политичко задоволување на интересите, туку граѓаните треба да имаат доверба и да немаат никаков страф. Ни типа простор за било каква радост, за добивање или за губење на политички и граѓански права. Исто така, сметаме дека по примерот на спроведување на изборите, по членовите на пописните комисии и попишувачите треба да се црпат на електронски начин, по случаен избор
од државната, јавната, локалната администрација, но да се запази етничката припадност во смисла на запазување на партиципативноста на попишувачите во согласност со минимум доверба, а стекната врз база на тие соодноси кои што официјално ги имаме од последниот релативно или условно кажано успешен попис. Исто така бараме попишувањето да не го спроведува по еден попишувач. Заради тоа што тоа ќе биде основ за било каков сомнеш. Дали е македонец, турчин, албанец, ром, влав, србин, бошњак или припадник на некој од помалите неспомнати во уставот етнички заедници, бараме да не биде еден, заради тоа што тоа ќе е основ за недоверба на прибраните податоци. Кажав, изборот да биде случајен, електронски, но да се запази етничката припадност во согласност со реонските пописни комисии, во согласност со единиците на локална самоуправа и со бројот на населението по етничка и по верска припадност во секоја од тие единици поотделно. Пописот за нас треба да се спроведе на македонски јазик и на јазикот кој што ќе побара лицето кое што ќе биде попишено, заради олеснување на податоците и ставање во една база. Сега е предвидено пописот да се спроведува само на јазикот на кој што ќе побара попишувачот, односно попишаниот. Тоа ќе ги отежни околностите за собирање на податоците во една база. Реков, задолжително дефинирање кои документи можат да се користат за попишување, без при тоа да може да се користат фотокопии или електронски слики на телефони и така натака. Да си има принцип на одговорност за спроведување на пописот на сите од највисоко ниво до најниско ниво. Тоа не е предвидено во законот, исто тоа создава одредена доза на сомнеш кај нас. Бараме Министерството за внатрешни работи исто така, а дефинирано во овој лек специјалис, да си формира специјален тим за поддршка на пописот, исто како што формира за поддршка на изборите, со свој оперативен штаб и распоред, да може да биде на услуга на сите пописни органи, значи по примерот на спроведување на изборите, ништо плюс или помалку од тоа, и по стандардите на Евростат бараме после спроведување на пописот да се спроведе на 2% проверка на податоците пред тие да бидат верификувани како официјални и дефинирани прецизни податоци.